Нашиот закон за извршување е изваден, е препишан, дословно скоро препишан, од еден од скандинавските закони. Тие се слични меѓу себе. Значи, овој закон се однесувал на правни субјекти, што го имаме како закон за извршување, не овој предлог закон. Законот за извршување, во кој се извлечени многу важни делови. Тие што го пишувале, многу важни делови имаат извлечено. Например, ако сметката е 1000 евра во Шведска за доцента, јас прашував таму луѓе што право што се занимаваат, постојат или за доцнети сметки, дали постои извршување на задоцнети сметки за комунали? Нема, Ана, ме викаат. Нема такво нешто. Мора да има, најдете. Значи, таму, како прва мерка е социјалната држава, социјалните служби, затоа што некој, ако касни, ако доцни со наплата, прво на врата му доаѓа социјалната служба, а не извршител. Првата работа во сите тие земји, во Холандија, мене заменикот министер ми тврдеше дека законот е холандски. Во Холандија, во Норвешка, во Шведска, во Италија, значи не те остава државата на милост и немилост на огромен арач, извршителски и нотарски. Не може за 1000 денари да се плаќаат 70-80 илјади денари. Значи во Шведска за 1000 евра, евентуално некој редок што нема да плати, ќе плати 1750 евра. Значи 75% од основицата може да бидат тие казнени камати, извршители и така натаму. Таму, например, извршители класични како кај нас нема во тие земји. Тоа се дел од даночните управи, значи во даночните управи, и они комуницираат со даночните обврзници. И сосема друг е начинот на наплатата. Овде сакам да прашам, како прво, да се вратам на нашиот закон за отпишување на казнените камати. Прво, колку е застарувањето во Македонија? Според законот за облигации, според законот за облигациони односи, општата застареност е максимум 10, 5, точно, 5, максимум 10 е напишано на едно место. Добро, што ќе наплаќаме ние? Ќе наплаќаме сметки пред 12, пред 20 години? Значи, овде стои дека тие сметки треба да се платат. Такви сметки ќе наплаќаме? Да го згазиме правото комплетно? Комплетно го газиме правото. Значи, економичноста на постапката е згазена. Каде бил доверителот? Каде бил доверителот целото ова време? Па имавте трансформација на општествен капитал во државен, во приватен. Например, кај СМ и ЕВН. Па тоа се некои сметки од памти века, да ви кажам. Дедо Ној арката кога ја правил, пред 20 години. Во Македонија, убиство застарува, значи платен убиец, 20 години застарува. Ке се шета меѓу нас, тука ке застане, јас сум можда платениот убиец и ке разговарам со вас, вака ке ве поздравам. Но сметка за вода не застарува. 1995 година ќе ја платиш, и плюс нотарите и извршителите, ако имаат добра волја, управниот одбор, нели бордот нивен, како да го наречам, ќе решава дали ќе да ги прости услугите. Услугите се огромни, енормни се услугите. Поентата да ја кажам, нов закон, поправичен закон, бараме отпис на сите долгови, значи со долгови отпис на извршителски, отпис на нотарски услуги, отпис на камати, автоматски си оди тоа, а не отпис само на долг, а извршителите ќе останат со добра волја